Криминалите на претходната локална власт во Штип излегуваат на виделина. Ова денес на прес го кажаа од локалниот огранок на СДСМ, алудирајќи на кривичните пријави што полицијата ги поднесе против поранешниот градоначелник Илчо Захариев и тогашниот директор на Стипион Игно Иванов. Според обвинението, тие двајца во повеќе набрати ја злоупотребиле својата положба. Захариев издал наредба за отстранување објекти околу градскиот базен и истиот го продал, иако знаел дека нема согласност од Советот на општина Штип. Иванов ги реализирал желбите на Захариев, иако и тој знаел дека се противзаконски. На тој начин ја оштетиле општината и граѓаните за повеќе од 15 милиони дена. Ова според СДСМ е само мал дел од незаконски донесените одлуки на минатата власт предводена од ВМРО ДПМНЕ. Но со смената на власта завршило и времето на непочитување на законите, беше кажано на пресот. Во изминатиот период, новата локална власт во општина Штип, предводена од СДСМ, интензивно работи на исполнување на предизборните ветувања, а со тоа изголемување на квалитетот на животот на нашите сограѓани. За само 5 месеци постигнато е многу. Намалена е цената на водата за пиење. Се гради нова детска градинка. Обезбедени се средства за допроектирање брана на река Отиње. Се чисти патот кон гасификација на општина Штип. Преземени се низа инфраструктурни потфати. Проектиран е училишен затворен базен. Почна постапка за уредување малгрупен дом. Отворена е постапка за формирање солидарен фонд. На пресот на СДСМ со писмена реакција се огласи ВМРО ДПМНЕ Штип. СДС своето неработење и неспособност го зацкрива со замајување на јавноста, манипулација и ширење на лаги и невистини. Граѓаните на Штип секојдневно се сведоци на скандали и нефункционалност на општината. Додека градоначалникот се слика и мисли дека раководи со невладина организација, граѓаните секојдневно тонат во смет и возат по улици со огромни дупки. Тој градоначалник нема капацитет навреме да заврши тротоар од 20 метри со кој се занимава 2 месеца. Јавното предпријатие ИСАР пак наместо да обезбедува здрава и квалитетна вода за пиење во населбите каде што ја нема, неодговорно и несовесно ги остава бунарите необезбедени и со ризик граѓаните на Штип да бидат изложени на огромни опасности. Лагите им беа главен адут во нивната изборна програма, а сега остануваат одлика на нивното работење. Наместо ветената младинска гаранција за враќање на младите, Бочварски и СДС донесоа бркање од работа на искусни кадри и вработување на партиски послушници. Наместо просперитет на градот добивме целосно уназадување. Веќе сите знаеме дека оваа локална власт е најголемото зло што некогаш му се случило на нашиот град. Оваа локална власт е пример како не треба да се работи. Стои во реакцијата на ВМРО ДПМНЕ.